Време е за нова бис на телевизија Нова. Во наредните 15 на минути ве информираме кои се оние филмови кои биле номинирани досега, а при тоа не добиле Оскар. Исто така ми представува задоволство да ве информираме дека филмот Ослободувањето на Скопје доби прва награда на фестивал во Шведска, но пред се ќе ми представува посебна чест да ја најавам председателката на Федерацијата за лизгачки спортови, господја Цветанка Макаровски, и тоа со убав повод ни гостува денеска во студиото на телевизија Нова. Најнапред ви посакувам добри дојде. Благодарам на поканата и поздрав за сите гледачи на телевизија Нова. Токму денеска и за прв пат започнува меѓународниот интернационалниот надпревар во уметничко лизгање. Домаќин за прв пат е Скопје или Македонија, се една. Да. И она што би сакала да нагласам дека уметничкото лизгање како спој помеѓу спортот и уметноста во наредните денови ќе представува вистински празник за очите за сите оние кои ќе дојдат и ќе го проследат овој надпревар во спортскиот центар Борис Трајковски. Ајде кажете ни најнапред во кои категории ќе се надпреваруваат надпреварувачките и од кои земји се ќе гостуваат? Најнапред ми представува особена чест и задоволство што Федерацијата за лизгачки спортови со само 2 години од постоењето успеа да организира еден ваков настан кој што навистина е значаен не само за Македонија, туку и за нашите надпреварувачи кои што досега имале можност да се надпреваруваат само на меѓународни надпревари, но не и во Македонија, на што ти особено се радуваат. На надпреварот ќе земат учество надпреварувачи од Македонија, од Србија, од Грција и од Кралството Шведска. Од која до која возраста надпреварувачки? Надпреварувачите се на возраст од 6,5, односно 7 до 20 годишна возраст, во зависност од категоријата во која што се надпреваруваат. А колку категории? Има два типа на категории. Едните се ISU, International Skating Union категорија, другите се non-ISU категории. Во ISU категориите каде што влегува и националното првенство, во кој што ќе се надпреваруваат нашите надпреварувачи, се сениорки, млади јуниорки и млади јуниори. Другите категории, но нису категориите, се капс и чикс. Оние се помалите категории. И машки и женски категории. Мислам, чикс бойс, чикс грлс, капс бойс, капс грлс. Македонија, како што кажав, за прв пат е домаќин на интернационален надпревар во уметничко лизгање. Требаше ли воопшто да исполнуваме некакви услови за да организираме ваков надпревар? Условите кои што требаше да ги исполнуваме се навистина да имаме подготвени деца кои што може да се надпреваруваат, бидејќи како што кажавте, тоа е спој на спорт, гимнастика и уметност, балет, и оние ги имаат сите тие часови, односно не е само мразот како нешто што го практикуваат, него имаат и часови по балет и часови по ритмичка гимнастика. Суви тренинзи. Сувите тренинзи, така е. И тоа е еден спој кој што навистина мора да изгледа онака како што го гледаме и како што изгледа. Децата напорно тренираа веќе 5 години, од кои 2 години имаше пластични панели, а последните 3 години има вистински мраз на лизгалиштето при спортскиот центар Борис Трајковски, и тоа беа единствените услови кои што требаше да се исполнат навистина, да имаме мраз на кој што децата и деца подготвени да се надпреваруваат. Колку учеснички има од Македонија? 32, од кои едниот е момче. Има ли некој што би ги издвоиле на кои можеме посебно да сметаме во иднина дека ќе ја представуваат на меѓународни надпревари Македонија, дека ќе бидеме горди на нив? Јас сум длабоко уверена дека сите деца кои што имаат потенцијал. Да, кои што се надпреваруваат, тренираат од 4,5-5,5 годишна возраст. Сега се веќе на возраст од 7, 8, 9, 10 години. И сите тие навистина се залагаат и верувам дека доколку им се подобрат условите во смисол да имаме затворено лизгалиште во иднина и да може да тренираат наместо 4-8 месеци во годината, сите имаат потенцијал да представуваат гордо Македонија на едни светски, европски, па дури олимписки игри во уметничко лизгање. Има ли некои посебни критериуми што треба да се исполнуваат во поглед на дрес кодот, затоа што знаеме дека покрај тоа што овие надпреварувачи се воедно и уметници, имаат сенз за движење, и спортисти, треба да внимаваат и на дрес кодот, нели? Се грижи некој за нивниот стајлинг или индивидуално? Во однос на костимите постојат точни правила како костимот треба да се изработи. Кај нас првата година кога ги изработувавме костимите преку, нели, шивални или така, онамо каде што можеа да се снајдат родителите да ги сушијат, имавме малку недоразбирање бидејќи само тренерот, која што оваа прилика треба да сакам да поздравам, Ксенија Шенски Симич,
која што е долгогодишен надпреварувач, меѓу другото, освен што е тренер, се надпреварувала и точно ги знаеше правилата како фустанот или костимот треба да изгледа. Не би навлегувала во детали, пошто е многу специфично. Не треба да ни премногу долго, ни премногу кусо, долништето треба да е поинаку. Самиот костим се обликува целосно, значи не се посебни делови, да е боди со сукња и така натаму. Меѓутоа, веќе 2-3 години успешно успеваме да ги репродуцираме моделите кои што соодветнуваат со настапот на одреден надпреварувач. А во поглед на музиката? Музиката многу зависи од темпераментот на детето. Значи имаме деца кои што се понежни, на кои што им лежи покласична музика, имаме деца кои што малку темпераментот им дозволува да лизгати на повесели, поживи песни. И тука се прави еден спој во соработка со, како што кажав, тренерот, која што точно знае на кој дете каков тип на музика му прилега. Таа дава одредени сугестии, па потоа се прават комбинации на каква музика и согласно тоа се прави стайлингот. Тие во суштина треба да бидат усогласени и тоа е еден од работите кои што се бодуваат. Од каде се судиите и колку судии ќе го судат нови меѓународен надпревар? Имаме 3 судии, 3 технички асистенти од Србија и од Словачка. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам за гостувањето. Ве очекуваат уште многу уврски со оглед на тоа што надпреварот започнува денеска и ќе трае до утре, така 2 дена. Да, надпреварот денеска во 19 часот имаме официјален дел од надпреварот, отварање со извлекување на стартните листи за настап, а веќе во 8 часот до 9:15 имаме една група од 10 надпреварувачи кои ќе се надпреваруваат во спортскиот центар Борис Трајковски. Во оваа прилика сакам да ги повикам сите кои што сакаат да погледнат како изгледа уметничко лизгање во Македонија. Во живо. Во живо, влезот е слободен, значи не се продаваат никакви карти, наместени се трибини и можат сите посетители кои што ги носи патот денеска да поминат од 20 до 21:30 часот, а утре сме малку порано, бидејќи самиот спорт е таков. Започнуваме во 7:30 наутро и надпреварот ќе заврши некаде околу 12 часот. Така, значи веќе во попладневните часови би требало да ги имаме и оние што ќе бидат избрани за најдобри титула национален првак во уметничко лизгање во Македонија. Така. Ви благодарам и покрај многуте обврски што сепак најдовте време да ни гостувате во студиото на телевизија Нова во Нова Бис и секако дека ќе го следиме надпреварот. Благодариме за поканата. А ние би продолжиле со оние содржини кои ги најавивме уште на почетокот. Ајде да погледнеме како помина всушност доделувањето на наградата и би ви доловиле инсерти од снимки од филмот Ослободување на Скопје, која освои главната награда на филмскиот фестивал во Шведска. Се разбудив и сватив дека сум ја разбрал смислата на животот. Срцето ми запре. Филмот Ослободување на Скопје во режија на Раде и Данило Шербеџија беше дел од филмскиот фестивал Банев, Балкан Нью Фестивал, и беше награден со специјална награда од жирито на фестивалот, известува македонската филмска продукција Партизанс. Фестивалот Банев прикажува филмови од регионот на Балканот и филмови кои третираат теми кои се актуелни во земјите на Балканот. Истиот се одржа во периодот од 16 до 19 февруари годинава во Стокхолм, Шведска. Во образложението на наградата, жирито ја потенцира важноста на филмот, особено во ова време, бидејќи тој потсетува дека сите војни завршуваат само со жртви. Во однос на улогата на Луција Шербеџија, жирито ги нагласува интензитетот и портретирањето на женските искуства и жртвувања во воени времиња. Главните улоги во филмот ги толкуваат Давид Тодосовски, Силвија Стојановска, Раде Шербеџија, Луција Шербеџија, Небојша Глоговац и Мики Ноусаинен. Филмот е копродукција помеѓу Македонија, Хрватска и Финска. Го третавме германецот брат. Сака да работам кај него. Ќе плати нешто? А комшиите? Комшиите ќе не ранат сега. Долби театарот во Лос Анџелес ќе биде центарот на гламурот и филмските остварувања кои имавме можност да ги погледнеме во киносалите изминатата година, но во следните неколку минути ќе ве потсетиме на актерските имиња кои новаа церемонија се закитиле со номинација, но не и со златна статуетка. Кои актери ги имаме на листата несудени Оскари, погледнете ги во продолжение. Во очекување сме на 89-тото доделување на Оскарите кои ќе се одржат на 26 февруари, односно оваа недела во Долби театарот во Лос Анџелес. Дека Оскарите се уште интересни за јавноста, покажува и бројката од 225 земји кои ќе ја пренесуваат филмската церемонија.
Комичарот Џими Кимел ќе биде водител на овогодишните Оскари. Прашање е дали Кимел ќе може да ја врати гледаноста на оваа церемонија, откако минатата година ја следеа само 34,4 милиони гледачи или најмала гледаност во изминатите 11 години. Сите знаеме дека гламурот кој е представен на оваа филмска церемонија има своји недостатоци. Честопати се случува прогнозите кои ги има пред почетокот на доделувањето на златните статуетки, всушност на крајот да се постават дека сепак се само прогнози. Листата на навистина добри актери, режисери и кинематографи кои не добиле Оскар е прилично долга. Ова се некои од најголемите холивудски ѕвезди без статуетка во нивни раце. Анет Бенинг досега имала 3 номинации, но секој пат статуетката завршувала во рацете на други помоќни професионалци. Незината последна номинација беше во 2011 година за филмот The Kids Are Alright, а изгуби од Натали Портман за улогата во филмот Black Swan. This is the first Academy Award and second nomination for Natalie Portman. Her first Oscar nomination was for supporting actress in Closer. Без разлика дали ви е симпатичен или не, но филмските критичари велат дека Том Круз досега имал многу улоги вредни за Оскар. Улогата во филмот Магнолија во 2000 година успеа да му донесе номинација за споредна улога, но сепак на крајот остана без златна статуетка. Вил Смит со 2 номинации не успеа да земе Оскар. Првата номинација беше во 2002 година за улога во филмот Али, а втората во The Pursuit of Happiness во 2007 година. Бредли Купер во 2013 година имаше дури 3 номинации, но остана само на тоа. Беше фаворит за Американ Снайпер во 2015 година, но изгуби од Еди Редмейн, кој освои Оскар за филмот The Theory of Everything. Meryl, no, Meryl, can you take it, Meryl? Meryl, can you take it? I can't get everybody in here. Can we fight? All right, I got a This, okay. Your arm. All right. My arm goes way. All right. My arm's definitely better. Okay. Hey, that's good. Look at us. Nice. Oh, yes! Мишел Вилијамс е актерката која досега имала 4 номинации за Оскар. Оваа година таа е номинирана за незината последна улога во филмот Манчестер by the Sea. На оваа листа ќе го сместиме и Бред Пит, иако во 2014 година филмот на кој се подпишува како продуцент 12 Years of Slave доби Оскар за најдобар филм. Меѓутоа Бред Пит се уште нема освоено Оскар за глума, но има номинации. Каков ќе биде резултатот од овогодинешните Оскари ќе почекаме уште малку. Кој ќе замине со златна статуетка, кој само со импресии, а кој само со надежи дека следната година нема да остане само на номинации. Гуливер ви најавува неколкучасовен музички спектакл со мегазвездите Оливер и Џибони. 4 март, Скопје, Вип Арена Борис Трајковски, почеток 21 часот. За прв пат кај нас, Оливер и Џибони, на заеднички концерт и промоција на новиот албум Фамилија. Не пропуштајте оваа магична вечер на љубов и емоции. Почувствувајте го мирисот на Јадранот. Заокружете го 4 март, Оливер и Џибони. Само за вас. Точно 15 минути пред 11 го заокружуваме нашето дружење во рамки на ова второ издание на Нова Биз за денеска и јас ви закажувам повторна средба попладне во попладневното издание во 14:35. Довидување до тогаш.